Владата донесе измени на програмата за директна финансиска поддршка во земјоделството и на програмата за рурален развој, со кои им се излегува во пресрет на земјоделците, информираше ресорниот министер Љупчо Николовски. Според Николовски, станува збор за пакет за директна поддршка во износ од 10 милиони евра, пари кои ќе стигнат во рацете на овоштарите, лозарите, сточарите и полјоделците, а тоа ќе значи и поддршка на домашното производство на храна. Со измените на програмата за директни плаќања во земјоделството, им излегуваме во пресред на барањата на земјоделските здруженија за зголемување на субвенциите за производителите на пченица, кои годинава имаат ниски приноси поради лошите временски услови. Токму затоа, земјоделците ќе добијат дополнителни 6.000 денари по хектар пченица, што се вкупно 2 милиони евра повеќе од субвенциите кои што ги добиваа досега. За јачменот се предвидени дополнителни 1 денар за килограм јачмен предаден кај регистрирани откупувачи. Со оваа мерка ќе се надокнадат штетите и ниските приноси од годинашната жетва. Како што соопшти министерот, согласно измените, дополнителна поддршка од 10% за хектар ќе добијат и 25.000 лозари и 15.000 овоштари. Особено сакам да ја истакнам мерката за која што постои огромен интерес од страна на земјоделските производители. А тоа е за финансиската поддршка од 10.000 евра неповратни средства за младите земјоделци. Распишуваме оглас за пријавување на млади земјоделци, а новите критериуми за аплицирани, кои што денес ги пропишуваме со правилник, ќе помогнат средствата да завршат кај вистинските земјоделци. Николовски на пресконференцијата истакна и дека со оглед на тоа што рокот од 29 февруари воопшто не бил ниту објавен, им се излегува во пресрет на земјоделците кои извршиле есенско подигање во 2016 година и на оние кои извршиле пролетно подигање во 2017. Сите кои подигнале насади ќе можат да поднесуваат барања за исплата до 1 септември.